Hello и добро дојдовте во уште едно ново видео. Како што гледате по самиот наслов, денес ќе зборуваме на тема доење и одбивање. Искрено многу често добивам вакви прашања и решив да направам едно видео кое што ќе стои овде и секогаш кога и да треба нешто да одговорам, ќе го испратам и ќе може на широко, што се вели, да се слушне моето лично искуство и што мене ми помогнало, што сум правела, како сум се осеќала. И нешто што сметам дека на идни мамички и тазе мамички ќе им биде од помош, па искрено и за тоа решив да го снимам ова цело видео. Уште на сам старт морам да кажам дека све ова јас го кажам од мое лично искуство и од овде во Германија што ми има препорачено бабицата, што сум правела, на кој начин и така натака. Секако, ако имате прашања било какви, може да ми пишете доле под видеото и јас ќе ви ги одговорам сите. Најпрво сакам да кажам дека кај мене не се знаеше си до последен момент дали Марија ќе цица заради тоа што јас имам тумор на едната града. Иако е бениген, фала му на Господ, мора да се следи и едни доктори беа да јас пробам да ја дојам, други доктори беа немој воопшто да пробуваш, не ти препорачуваме, не е добро и така натака. Искрено на крај одлучив да пробам и сметам дека точно ризик е. Ми имаше кажано докторот дека е меч со двеоштрици и така и беше кај мене. Иако тоа е друга тема, ама сакам да го кажам, туморот после доењето се зголеми видно. Ама јас не се кавам за тоа, затоа што искрено многу бев срекна што успеав Марија да ја дојам и да јаде мое млеко. Иако сметам дека ако не можете, ако немате млеко, ако не сте психички добри, дека не е ништо лошо детето да се храни со дохрана и секоја е мајка. Тоа морам од сам старт да го кажам. Не значи ако не го доите вашето дете дека вие не сте мајка или не знам што. Еве сега, например, јас веќе не ја дојам Марија јаде адаптирано млеко. Тоа не значи дека е нешто лошо. Вратиме на почетокот. Кога се породив, мене ми ја дадо Марија, но никој не ми ја стави на града. И сметам дека ова беше првиот чекор кој што не треба да го направите. Зашто? Сега да би се породила, прво нешто што би побарала е да ми ја стават Марија на града. Марија ми беше на гради легната, но не ми ја ставија да цица. И ние го немавме најпрвиот контакт таков. И тоа требало да се случи за се ова да го научам. Кога отидовме во соба, после неколку часа, јас почнав сама да си ја ставам на града. Пред да дојде сестрата, за да ми покаже нели како све тоа треба, јас цело време пробував. Марија плачеше константно, затоа што не можеше да го извлече колострумот и колострумот е најбитното млеко што детето треба да го добие од мајката. Тоа е првото златно млеко кое што им помага да створат имунитет, да се поздрави и е нешто што искрено јас би го препорачала на секоја мајка, затоа што секоја мајка го има златното прво млеко. Мене што ми помогна? Мене ми помогна испумпувањето. Од сам почеток јас во болница, затоа што ги имав моите пумпици од мамко Ози, ќе зборувам и на таа тема понатаму. Јас ги имав со мене, но ми беше многу тешко станувањето константно, додам да ги мијам, едно друго и се побарав да ми донесат пумпица која што ќе биде до мене и они ќе ми мијат, ќе ми помогнат и така натаму. Со пумпица која што е од болница, таа пумпица многу споро измолзуваше, ама мене многу ми помагаше. И со самото тоа Марија ја научив да јаде и од флаша, затоа што и давав од флаша, плюс да цица. Во болница која се случуваше на почетокот, значи многу малку, па се почесто молзење, празнење на градите, тоа побрзо надоаѓа млеко, тоа побрзо стимулира млеко. И јас сметам дека ова, да не ми го кажеше мене бабицата претходно што зборував со нејзе, поздрав за Николина, верувам дека го гледа, дека одма треба да се измолзувам и да си помогнам на самата себе, за да не фатам маститис и се, е дефинитивно нешто што мене ми помогна и мислам дека така многу побрзо стимулирав
произведување млеко. Иако беше искрено тешко, не беше така едноставно, лесно. Мозокот ми работеше 200 на сат, дали јас ќе успеам, дали нема да успеам. Па ти го доиш детето плаче, не е до хрането. Сега, излеговме од болница и јас стигам дома, ја местам мојата пумпица, не знаејќи како треба да се мести. Ја местам погрешно и мојата пумпица ништо не вади од млеко, а мене градите ќе ми прснат. Дигам температура, грозница. Се плашев да не фатам маститис. Се јавев на бабицата. Бабицата во 11 вечерта дојде кај мене. Верували или не, со раце, со овие коски, јагодици, како го да ги вика. Од тука испумпување и ми ја намести пумпицата, ми кажа како точно да ја ставам, што да направам, на која брзина да ја имам и тоа никогаш нема да го заборавам. Првите 3 дена, додека да се стабилизира и моето тело и млекото и се, затоа што мене нагло ми дојде млекото, баш ради тоа што се испумпував. И јас секогаш кога ќе ми пише некоја мајка или некоја жена која што треба да стане мајка, секогаш прво нешто што кажам, имај пумпица. Имај пумпица. Било која, ја ќе ви кажам мене кои ми биле најдобри, али имај пумпица, тоа не се фрлени пари. Пумпицата стимулира многу повеќе млеко да добиете и зашто го зборам ова? Затоа што Марија цицаше од мене само 2 недели. И тоа со маки. Буквално со маки. Не сакав да не го осетам тоа чувство. Стварно се борев и сакав да чувствувам, да видам како е да доиш дете и све. И се борев. Секој ден пробувавме со бабицата, со мајка ми, со свекрва ми, со сите начини, со легни, држи, стави од друга страна, стави перница, дојде ти на дете, милион пози. И некако ајде успеавме да фати да цица. Проблемот кај мене е што брадавиците ми се навнатре, кај многу жени тоа, и јас имав и лажни брадавици, исто ќе најдам слика и ќе ви оставам овдека да видите како изгледаат тие. Исто така имајте ги тие за план Б. И додека да ви ја извлече брадавицата, ги ставате таа, потоа ја вадите и цица на вашата брадавица. Искрено, дали би го повторила тоа? Би го повторила, затоа што пак ја кажам, сакав да го осетам сето тоа. Многу ми беше голема желбата за да ја дојам Марија. И ќе ми беше криво ако тоа не успев, ама фала му на Господ, ете колку толку успев. Не се откажав. Доењето не може преку ноги да дојде. Мора време, мора да бидете трпеливи, мора да сакате да дојдете, мора да и се храните добро. Јас искрено за храна не гледав што јадам, гледав да јадам поздраво нормално. Овдека немаше, не е како кај нас, немој зелка да јадеш, немој град да јадеш, немој грашев да јадеш, немој ова да јадеш. Тука ти е све дозволено во нормални количини, нели, за да не стварат грчеви кај децата. Јас искрено не јадев тешка храна, затоа што и пролет, лето се породив и јадев повеќе салати, месо, супи. Тоа ми се водеше храната некако на полесно, иако не јадев таква храна која што ствара грчеви кај бебето. Марија имаше ненормално грчеви. И тоа си е све до самото дете, не е само до млекото, не е само до исхраната на мајката. После 2 недели едноставно Марија сама се одби. Не сакаше награда, плачеше награда и сватив дека толку е од нашето доење, од нашето дружење. Пак ја кажам дека јас многу бев стрекна, но од друга страна се плашев дали јас ќе имам доволно млеко за да можам да и давам на Марија. Искрено бидам, пак ја кажам, јас све ќе ви оставам овдека да видите колку млеко сум имала. На едно мозење по 600 мл, отприлика сум вадила 400 мл и за мене тоа беше искрено погодок и многу бев стрекна, иако беше многу покомплицирано, затоа што кога ќе излезавме надвор, јас морав да носам пумпици, морав да носам средства за чистење, морав да носам ладни облаги, морав да носам и нешто топла облага, заради тоа што пред да почнам да се испумпувам, ставав топли облаги,
Потоа, дали ќе биде една мокрена топла крпа или знаете ние што ги има за дечињата што се ставаат на меше со семки од цреши, од нешто такво е, ги ставав тие, ги топлев и ги ставав на градите. Ќе се измозев, откако ќе завршев ставав ладни облоги, за да не ме болат и така натаму. Тоа е нешто што на вистина мене ми помогна, верувале или не, и пак ќе кажам дека пумпањето и спумпувањето на млекото, мислам дека беше многу добро, заради тоа што јас, например, си правев преку ден, се измозував на некои си 3 сати, како што Марија треба да јаде, али затоа што имав премногу млеко, јас тоа старо млеко на низа од фрижидер што беше, ќе го стоплев, ќе го даде да јаде и цело време константно имав ново млеко. Што се однесува до мајчиното млеко, како се чува и се одржува, 48 часа можете да го оставите во фрижидер на ладно и го загревате нели кога детето треба да јаде, а потоа може да го ставите во кесички за замрзнување на млекото, си пишувате колку милилитри има и кој датум и го ставате во фрижидер, тоест во замрзнивач, и може да ви стои дури до 6 месеци. Јас млекото кое што Марија не го допиваше и остануваше малку, бидејќи е веќе греено, не сме повторно да се грее, тоа млеко го складира во една посебна тегла и кога ја бањав, затоа што на почеток тука се советува бебето се бања 2 пати неделно максимум, бидејќи не се потат и нема потреба за тоа. И јас тоа млеко кое што си го чував, го истурав и Марија ја бањав со мајчино млеко. Јас не ја бањав Марија до 10 месеци, не знаеше што е купка. Значи, буквално шампон, само со мајчино млеко. Кожата не знаете колку беше убава и доколку имате мајчино млеко повеќе или ви останува мајчиното млеко, не го фрлајте, користете го, ве молам вака, затоа што верувајте дека на вашето дете многу ќе му биде потребно. Второ, ако им се појават бебешки акни, јас Марија ја буквално ја лекував со мајчино млеко. Ке се појават акните, многу имаше акни, ќе ви оставам слика, само со мајчино млеко, верувале или не, за 4 дена незе акните и ги снема. Буквално и ги снема. И да не кажам дека мајчиното млеко е многу добро доколку ви излезе јачмен на око, доколку вие имате некој проблем, црвенило го смирува. Збор за пумпици за измозување, јас ги имам користено скоро сите пумпици на Mom Cozy. Бидејќи имам соработка со нив, ја имав таа привилегија и можност да ги испробам, па на тој начин можам да ви ги доловам и да ви го доловам и моето мислење и моето лично искуство со сите пумпици. Јас пумпиците ќе ви ги оставам овдека со слика или со видео што и да најдам и ќе ви кажам кој е моделот, која е цената, исто така ќе ви оставам и код за попуст. Со мојот код имате 10% попуст на било кој производи на страната на Mom Cozy во Германија. Ќе ви оставам линк и се што треба да знаете доле во описот на видеото. Класичен линк и ќе ви оставам исто така плюс линкови од самите пумпици за да може директно да си ги најдете пумпиците. Со најевтината, да кажам, пумпица нивна, искрено низе би ја оценила 7-8. Зошто? Бидејќи е доста поспора, нема многу брзини за да стимулирам и да бидам искрена, мене малку повеќе ме болеше и ми се правеа модрици. Така, останатите 3 пумпици што ќе ги зборувам и дискутирам сега во следниве минути, ми се многу подобри. Следнава пумпица е 9 оценета. Искрено, многу долг период ја користев, се додека не излегоа последниве 2. Ја користев, да не речам, ама 6 месеци негде од прилика неиза. И мене ми беше супер. Брзо испумпува, не прави модрици, лесно се чисти и брзо се пуни. Тоа ми е нешто што мене ми било многу потребно. И пак ја кажам, јас имав среќа што имав соработка со нив, па секогаш со мене имав 2 пумпици за не дај Боже нешто се случи, снемала батерија или било што. Тава пумпица што ќе ви ја кажам е за мене best of the best. 10 од 10 има. Брзо испумпува. Предноста на оваа пумпица е што имате 4 зделици, кои што секогаш може да си ги носите со вас. Ме прекина таа да извината дека ќе доаѓа, па да ја држам, хајде зашто Марија спија.
застанав кај 4 зделици. Мене ми беше топ, затоа што прво држи многу батерија, второ било каде да отидам јас имам други чисти зделици кои што можам да испумпам млеко и не треба да се замарам да застанувам на секоја пумпа за да го правам чистењето и така натаму. Тоа е нешто што мене искрено ми беше топ и затоа многу ја сакав таа пумпица, искрено вреди буквално секој динар. Ако јас треба да бирам една пумпица што би ви рекла да ја купите, тоа е дефинитивно оваа. Поради сите тие додатоци што ги има и све, инаку секоја пумпица си има посебни капачиња кои што се ставаат на самата пумпица според големината на вашата брадавица и можете да си направите вие кое ниво, која стимулација и све на вас ви одговара. Јас секогаш го користев 9-ката, затоа што некако најбрзо ми испумпуваше, не ми правеше никакви модрици и многу буквално за неполни 10 минути јас се измолзува, што искрено е супер. Она што мене многу ми се допаѓа кај овие сите пумпици е тоа што немаат кабел, значи се бежични, ги пуните и буквално можете да работите било што и да ви треба додека вие се измолзувате, не треба да седите и да сте тука статични и тоа е тоа. Додека тие пумпици други што ги имав испробано исто така и во болница и дома беа со кабли и баш направив споредба. Значи, јас не би можела да функционирам со тие пумпици искрено. Стварно е многу полеснително кога можете да се испумпате во движење и да не се замарате. Ако верувате, јас било каде да одев на ручек да сме оделе или во друг град или во друга држава сме оделе, значи со пумпиците не сум имала никогаш проблем. До сега ниту една пумпица ми се нема расципана од мамкози, како што кажав имам 4 пумпици од нив и навистина, значи немам коментар за тоа. И последната пумпица која што воедно и најнова и најскапа е исто така одлична, прелесно се чисти и таа и оваа претходна што ви реков дека ми е the best of the best, прелесно се чисти. Е многу добра затоа што самата кутија, паковка која што доаѓа со нив, секоја пумпица има паковка, самата паковка има вградена батерија. И вие, например, кога ќе се измолзите, имате одма директно полнење. Тоа е нешто неверојатно, поготово за мајки кои што децата си ги хранат само преку измолзување како јас што сум била. И оваа пумпица би ја препорачала баш на тие мамички кои што само се измолзуваат за да бидат мирни и да знаат дека секогаш имаат батерија во нивните пумпици, е дефинитивно оваа супер. Последните две пумпици можете да ги приклучите и на телефон и со тоа да си водите која пумпица на кој левел, на кое ниво, кое измолзување, колку време сте се молзеле и така натака. Секогаш јас кога се искрено не гледав на час, ама од прилика 10 минути ми траело молзењето и пумпиците биле преполни и не сум имала потреба од дополнително пумпање. Иако минутажата на пумпиците е 30 минути. И дефинитивно немате потреба за 30 минути затоа што со самото стимулирање на млеко, со самото испумпување, како што кажав и претходно мое лично искуство, така побрзо ви надоаѓа млеко. Колку почесто се пумпате на почеток, толку повеќе млеко ви надоаѓа. Овите кои што ги имав околу ова е тоа да не го изгубам млекото. Сите ние живееме во стресен живот и во брз живот релативно и поминуваме низ некоја фаза. Така и јас, кога отидов прв пат за Македонија, од стрес, паника, како ќе се снајдам со авион, што ќе направам, како ќе направам, ова-она, јас млекото го изгубив од 100% на 10%. За мене тоа беше некој начин на пораз, затоа што не си представував дека на 4,5 месеци јас ќе престанам Марија да дојам. Многу се плашев и многу плачев и баш ми беше искрено тој период многу тежок, додека бев во Македонија. Иако читав, стимулирав, се правев како што ми кажува, никако да надедам. Но,
морам да ви препорачам 3 работи кои што мене многу ми помогна. Ми го донесе свекрва ми, не знам како може да го видите, не, фокусот ми е на мене, се валда се гледам. Овој чај е за доање и е од Словенија, од Копера купен. Не знам кај нас дали има вакви чаеви, би требало да има, треба да изгуглам, мене многу ми помогна. Следно нешто што ми помогна е овој колострум од Димас. Ова го пиев па некои 3 месеци, 3 пакувања испиев. И апчиња, ќе ви ги оставам овдека, за да може да ги видите. И јас тие 3 работи ги пиев па 3 месеци од прилика. Млекото ми се врати, по 2 недели од прилика веќе, да кажем, на 50% ми дојде. Фала на Господ, во тој период Марија веќе почнуваше да јаде и не беше толку страшно. Иако, искрено да бидам, до ден денеска Марија не е фан некој за јадење. Ќе снимам посебно видео и на таа тема, затоа што многу често добивам прашања. Она обожава млеко да пие. И јас во тој момент, ако ми верувате, во Македонија и ги испробав сите можни адаптирани млека. Ниту едно адаптирано млеко Марија не ми прифати. Ни едно. И можете да замислите во тој момент колку јас бев уште поголем стрес, уште поголема нервоза, каналите ми се затнува, не можеше да испумпам, па ќе ми дојде нагло млеко, па како сум ги пишувала, колку милилитри, значи не можам да ви опишам. Тоа ми беше стварно еден од најтешките периоди. Ама пак ќе кажам, фала му на Господ, со сите овие работи што ги земав, млекото ми се врати по 2 недели на 50%, по месец и пол на 100% ми се врати и супер ми беше се до 10-тиот месец, кога веќе 9 спрема 10 месец нагло почна да ми опаѓа млекото, што е нормално, заради тоа што детето веќе треба да се храни, самото тело се знае колку му е потребно на тоа дете, некако све ова чудна мајка природа, би рекла јас, да просто јас многу се чудам и се воодушевувам што све ни се случува и на нас, и на бебињата наши, и колку све тоа е поврзано и колку тоа има значење. Јас престанав Марија да ја дојам на точно 10 месеци, заради тоа што искрена да бидам, многу ми се намали млекото, не ја нахрануваше тоа млеко, морав да наоѓам план Б, до 12 месеци знам дека не сме кравјо млеко и тука исто така имав доста голем стрес. Ама, нешто што јас би ви кажала, што мене ми успеа, како јас си го наметнав адаптираното млеко на Марија, тоа е дека легна да спие една вечер и јас имав мајчино млеко направено и плюс адаптирано млеко. Прво го дадов адаптираното млеко да видам дали ќе го прифати. Верували или не, она така поспана, Марија го испи цело млеко. И чекав реакција да видам дали ќе има повраќање, нешто, било каква реакција. Немаше ништо. Следниот ден повторно, значи секоја вечер и го давав адаптираното млеко. Потоа почнав постепено, малку по малку да ја наметнувам и преку ден. 2 пати ќе дадам мајчино млеко, еднаш ќе дадам адаптирано млеко. No problem, ама пие дете без проблем. И така на тој начин јас ја одбив, да кажам. Искрено не ми беше лесен тој период. Иако Марија не цицала од мене, ми беше тешко, се викав да не јас сум не мајка што детево го одвојувам од мајчино млеко 10 месеци кога има. Не, едноставно сметав дека тоа е тој период кој што јас веќе не можам да се измозувам, веќе ми беше и на мене многу тешко, стресно, стварно е напорно, не викам не, убаво е да јаде детето ваше млеко, ама и доста напорно ако детето не ви цица, вие мора да станувате ноќно време, да се измозувате во ниедно време, за да има секогаш млеко, па како што кажав, мене млекото почна нагло да ми се намалува и тоа мене многу ми правеше стрес и проблем, затоа што Марија стварно се сакаше да се цица. И денеска, еве, Марија веќе не јаде, има скоро 14 месеци, си е на адаптирано млеко, ние го пиеме Baby Love
двојката веќе. Инаку почнав со Baby Love пре, затоа што тоа е најблиску, да кажеме, до мајчиното млеко. И сметав дека за тие 2 месеци, до 12 месеци, Марија пре го пиеше. Потоа сменивме на двојка, затоа што веќе пре беше премалце. Го сменивме на двојка и сега си пиел на двојка без никаков проблем. Насум дека ви интересира што пиев јас, како го снимав целосно млекото. Бев на консултација кај гинеколог да ми направи ехо на дојките, првенствено заради туморот кој што го има, второ да видиме и за млекото што и како ќе биде. И млекото се уште стоеше во гради. Гинекологот ми кажа млекото постепено само ќе се изгуби. Но доколку ти дојде нагло повеќе млеко, мораш да го испразниш тоа млеко за не да боже повторно да не фатиш маститис и така натаму. Јас тоа го правев испумпувањето некои 2 недели од прилика, ама еднаш навечер. Значи цел ден не самолудам, само навечер и тоа да трае пример првите 3 дена траеше 5 минути, после траеше 3 минути, траеше 2 минути и 1 минута. И чисто за да се ослободи. Исто така, акушерка Николина ми даде хомеопатски апчиња, ќе ви ги оставам нив овдека, како се викаат. И исто така хомеопатски апчиња пиеше и Марија кога беше бебе, кога нешто ја болеше. Нашата бабица секогаш беше за хомеопатски апчиња. За млекото исто така и мене ми даваше некој хомеопатски, не знам како се викаат, тоа мора да се изгугла заради тоа што таа ми ги ставаше во едно кутиче и јас само знаев колку треба да пијам од нив. Така пиев чај. Секој ден пиев чај, многу вода пиев, постепено го снемам млекото, после некој си месец и пол од прилика воопшто немав млеко во градите и фала му на Господ, се надевам дека никогаш нема ми се врати тоа млеко, освен ако немам второ дете. Бидејќи, ова го кажувам, бидејќи јас знаете дека имав проблем со пролактин, тоа е млеко во градите, пумпање на млеко, градите полни секогаш со млеко и навистина не е воопшто пријатно. Сен трикс, нешто што исто така сакам да го кажам, е доколку доите и доколку сакате да имате повеќе млеко, пите многу вода. Не многу, многу. Затоа што водата исто така му помага, млекото е базирано најмногу од вода, помага за доаѓање на се повеќе и повеќе млеко. Тука ќе го завршам ова видео и се надевам дека овие мои совети и се ова ќе ви бидат помош и навистина ќе ми биде драго доколку го слушнам вашето мислење на тема доење и одбивање и како вие сте се справиле со се тоа и што вас ви се има случено. А доколку имате било какви прашања, ве чекам во коментар и јас ќе ги одговорам. За крај, фала ви многу што го гледавте ова видео и не заборавајте да ставите subscribe, затоа што навистина тоа мене многу ми значи. Ставете лайк и коментар. Се ова е бесплатно за вас малку, за мене многу. Чао и се гледаме во следно видео.